На неколку денови по церемонијата на доделување на највисоките филмски награди Оскари, по сублимирањето на импресиите за тоа кој требало, а кој не да ја добие златната статуетка и по еуфоријата дека една македонска фирма учествувала во постпродукцијата на еден од главните добитници, со право се отвора прашањето за тоа колку македонските филмови се квалитетни и компетитивни на светските фестивали. Тоа е темата за која денеска ќе дебатираме во Зебра. Слободно се разбира, вклучете се и вие, користете ги стандардниот хаштаг ЗебраМК и оној хаштаг за оваа емисија МакФилм. Здраво и од нас. Како знаеме дали нешто е добро? Излегувате на мегдан во светот и се мерите со него. Ако сте спортист, одите на Олимпијада. Ако сте филмаџија, одите на релевантен филмски фестивал. Во таа смисла, Македонија најголемите достигнувања кои што ги има постигнато во сферата на филмот се Златниот лав на Милчо Манчевски за Пред дождот и номинација за Оскар за истиот филм 94 година, Оскар 95-та и номинација на Дае, краткиот документарен филм на Столе Попов 1980 година. Овие факти многу прецизно ја покажуваат состојбата со македонскиот филм, односно покажуваат дека во изминатите 20 години ништо релевантно во уметничка смисла надвор од Табановце не е создадено на оваа почва со овие ресурси, со овие таленти. Значи, затоа и не случајно ги спомнав годините. 94 година било последното такво нешто. Овие факти покажуваат дека филмот, и без разлика дали го гледаме како уметност или го гледаме како една пазарна категорија, тоа е една глобална игра и не може предзнакот на еден филм ако го носи македонски да биде изговор македонските филмови да изгледаат како високо продуцирани студентски филмови, а тоа често се случуваше со македонските филмови во изминатите 2 децении. Филмскиот фонд на Македонија одвојува 4 до 6 милиони евра годишно за филмови, во зависност од годината. Ете, оваа година се предвидени 4,4 милиони евра. Тоа не е така мала сума, ако се земи во предвид каква држава сме ние, со каква економија. И сметам дека она што го добиваме како валоризација, како повраток на тие инвестирани пари, не е нешто со кој што се гордее некој во Македонија. Значи, не може парите да бидат изговор затоа што токму мали држави како нашата, единствена шанса да се изборат во светот, да се докажат, да се презентираат е токму преку креативни дисциплини. Уметноста е една таква, односно филмот е една таква. Фактот дека Милчо успеа 94 година да го постигне тоа најголемо признание на македонската кинематографија, без лобирање. Не верувам дека Македонија тогаш имала многу поголема моќ на лобирање отколку сега, особено ако се земи во предвид дека за трето полувреме државата вложи 150.000 евра само за промоцијата на филмот. Филмот беше поддржан од филмски фонд со половина милиона евра, директно од владата со 2,5, ако не се лажам, милиони евра, што значи дека државата ги даде сите ресурси што може да ги даде во овие околности. Меѓутоа, како што видовме, да не зборувам дека отворено се зборуваше дека еврејското лоби заради тематиката на филмот лобираше. Меѓутоа, кога немате добар производ, едноставно не можете да се продавате во светот. Светот не е наивен. Значи, ноевата филозофија дека ние нешто сме ужасно талентирани, ама светот не признава, нема кој да не поддржи, тоа е синдром на, многу често македонски синдром на самозалажување и сожалување, не помага кога е во прашање една ваква глобална игра како што е филмот. Затоа верувам дека бројките ја одразуваат реалната состојба, како што реков, односно дека ние сме постигнале толку колку што сме понудиле квалитет. Ние треба да бидеме самокритични, да видиме каде ни е слабостите на филмот, значи немаме квалитетен македонски филм со чест на исклучоците, но тоа се многу малку, особено ако зборуваме во поновата историја од осамостојувањето наваму. Можеме и понатаму во детали да зборуваме. Јас лично сметам дека сценаристите ни се многу слаб дел и не ги ни обвинувам зашто режисерите сами пишуваат текстови, неголемиот број оние што излегуваат од катедрата за драматургија се занимаваат со адвертајзинг, со копирајтинг, многу малку од нив пишуваат сценарија. Истиот хроничен проблем го имаме и во театарот. Не знам од каде да почнем на сите овие обвинувања кои што звучат ќе ми дозволиш да кажам еден македонски синдром кој владее во последно време за македонскиот филм, наречен хејтерство или омраза, кон она што се продуцира, мрчење, ако можам да го потребам емисијава за македонскиот филм. Ние учествуваме на релевантни филмски фестивали,
низ Европа и низ целиот свет. Ги кажа и ти самата примерите за нашите номинации на Оскарите и сепак Оскарот нас не ни е само престижен филмски фестивал за ние да докажеме дека имаме квалитетна кинематографија. Тоа е сепак е лоби и политика во прашање. Ништо друго и пари и гламур, нормално. Јас само ќе наведам само неколку примери каде што Македонија во последните години од осамостувањето, ајде ќе почнеме до денеска, што се награди има добиено и за што зборуваме. Златниот лав го спомена и ти. Јас спомена номинацијата за 95-та година за Пред дождот. Исто така за филмот на Милчо Манчевски Пред дождот. Тоа е филм на годината во Турција, Аргентина, Шведска и повеќе од 40 меѓународни награди има освоено. Понатаму за Прашина и Пред дождот, колку за информација на гледачите и за нас тука, тој стана академски хит кој што се изучува на повеќе престижни академии за филм во светот. Значи ова се факти кои што говорат дека македонските филмови и тоа како се компетитивни и квалитетни. Да не биле, никој не би ги земал овие два филма на Манчевски како основа за литература. Понатаму, учеството на Торонто Филм Фестивал на Јасумо Тито Велес, светската премиера на Сенки на овој фестивал во главна категорија. Понатаму имавме освојување на награди на филмот Панкот не е мртов во режија на Владимир Блажевски, кој што е награден на филм на Карлови Вари. Така, се сеќавате и на таа награда, престижна исто така. Исто една европска награда филмска за Златен леопард за бубачки на изиво 2006 Локарно, Швајцарија. Значи не се ова селски манифестации, ова не се минорни фестивали. Не е Оскарот само она што ние треба да ни биде наша цел. Нашата кинематографија во контекст на што го кажуваш ти сценаристи, режисери, јас не знам зошто за секој филм треба да има режисер. Па еден од најдобрите денешни режисери кој што има најдобри филмови, Квентин Тарантино секогаш се појавува со негов авторски печат како сценарист и како режисер. И Вуди Ален. Посвојуваат награди за оригинално сценарио, оригинален пристап на сето тоа што го работат. Значи, изумрени се оние стандардни кодови на реализација на еден филм. Затоа сметам дека не треба да ставаме се во еден кош. Велиш ти чест на неколку исклучоци, јас ќе кажам чест на неколку исклучоци кои што се лоши во македонската кинематографија и заради нив не смееме да дозволиме да ги ставиме целата македонска кинематографија во еден ист кош дека таа не чини. Значи овие примери што ги набројав со сите досегашни награди и со сите досегашни успеси на македонската кинематографија говори дека таа како е квалитетна, особено квалитетна и компетитивна на европско ниво. Ние геостратешки сме дел од Европа и ние како кинематографија секогаш треба да бидеме да ни биде репер европската кинематографија и во тоа успеваме. Покажуваат сите овие фестивали, целата поддршка од Евроимаш и од останатите фондации кои што даваат поддршка за нашите филмови, така да сметам дека сме компетитивни, а дека парите кои што ги одвојуваат и државата и филмскиот фонд да, се одвојуваат, но никогаш тие не се доволни за еден Оскар за кој што понатаму ќе зборува и Ели. За почеток јас толку би кажал. Најпрво мала дигресија околу хејтерството, мислам дека тоа во денешно време е едно сосема култивирано демократско право кое што не смее никој да го напаѓа, туку тоа се сосема не, тоа мислам дека треба да се нагласи дека луѓето смеат да се бидат хејтери во денешно време, тоа го возможуваат социјалните медиуми. Тоа е само еден збор кој што заменува да речеме критика, модерен збор. Второ, околу наградите има многу како што ти ги наброја, меѓутоа еве ќе користам една често употребувана аналогија со фудбалот. Ако Берлин, Венеција, Кан се и Оскарите, Лос Анџелес се Лига на шампиони, сите ти награди што ги наброја се Лига Европа, да речеме, која што наскоро во фудбалот ќе биде укината. Значи, тоа е, како да кажам, да зборуваш, не дека тие не вредат, точно е дека вредат, меѓутоа на највисоките, највреднуваните награди, нашите филмови во последните години никаде ги нема. А тоа, не знам, не е чудно, меѓутоа интересно е што кореспондира со период во кој што најмногу се вложува во македонскиот филм, особено од јавни пари. Значи, најголем проблем во целава ситуација, особено во последниве години, е тоа што поновиве филмови се обидуваат да бидат тоа што не се. Значи, со сила, нашите филмови се обидуваат да бидат Холивуд или да бидат, да речеме, француска кинематографија која што е као еден од подобрите примери на европска.
Значи, не е дека они не треба да целат да бидат такви. Меѓутоа, ние не можеме да глумиме дека имаме студио холивудско во Скопје, а да немаме, и не можеме да глумиме дека имаме париски кафулиња во Скопје, а да немаме. Значи, проблемот е што нашите филмови во последниве години особено целат кон некоја празна грандиозност или некоја невозможна уметничка оригиналност. Значи, место да се приземјат, да застанат на земја и цврсто на нозе да раскажуваат обична човечка приказна, значи не мора да биде тажна, може да биде весела, може да биде романтична, може да биде банална, меѓутоа да ја прикажат што поверодостојно и што поинтересно. Значи, парите тука воопшто не се важни. Еве, има контрапример оваа година конкретно на Оскарите. Имаш тотално не холивудски филм кој што беше номиниран за најбитните 4 награди. Beast of the Southern Wild, значи како би било Зверови од Јужната дивина. Има буџет од 1,3 милиони евра, кој што е двојно помало од трето полувреме, меѓутоа беше номиниран за најдобра женска улога, најдобар филм и уште две други категории, плюс освои награда за камера на Кан. Значи тоа е тотално не холивудски филм. Значи воопшто не се држи до нивните принципи, меѓутоа успеа да се квалификува за најбитните награди, сега не ги освои, меѓутоа во тие 1,3 милиони евра беше и лобирање, беше и маркетинг и сето тоа. Меѓутоа филмот е извонреден. Значи филмот допира до прашања кои што ги опфаќаат многу луѓе, да речеме на едно пониско ниво, зборува за сиромаштија, за екологија, значи горливи прашања и ги обработува извонредно. Нашите филмови, особено вие сега што се прават и за кои што државата извојува големи пари, кога така ќе ги обработуваат темите, тогаш мислам дека ќе можат да конкурираат за награди. Добре, еве ти зборуваш за еден од филмовите кои што биле номинирани, ама не ги освоиле сите награди и имаат фонд од 1,5 милион долари. Значи, само Арго, значи формално најдобриот филм за оваа година на Оскари, има 10 милиони долари буџет само за лобирање на Оскар. Само за лобирање на Оскар, не за промоција на филмот. Линколн на Спилберг има 8 милиони долари буџет само за лобирање на Оскар. Universal Studio, односно нивната мајка фирма Comcast, значи под Universal Studio беа исто така два од номинираните филмови, значи Ана Каренина и Клетници, имаат потрошено 28 милиони долари за своите филмови да ги промовираат пред Оскари 2013 година. Значи кога ќе ги споредите, значи се случуваат вакви исклучоци, значи на мали филмови да добијат сериозна категорија во која што ќе бидат номинирани, но правило е дека големите филмови кога лобираат за номинации и за награди на големите светски фестивали, нивниот буџет за промоција во многу случаи е поголем од буџетот кој што е потрошен за самото снимање на филмот. Па кога на оваа сума ќе ги споредите оние што ги спомна Маја 4 до 6 милиони евра кои што нашата држава сите филмови може да ги посвети, или 150.000 смешни евра за промоција на трето полувреме, мислам дека е споредбата несоодветна. Мислам смешно е. Тоа зборуваме за еден сериозен систем во кој што на луѓето во Холивуд им е многу поважен престижот, односно профитот во одредени ситуации и апсолутно ги се користат со сите можни средства за тоа да го обезбедат. Што се однесува до лобирањето, New York Times, значи веднаш по доделувањето на наградите излезе со еден коментар во кој што кажа дека да се лобира за номинации и за награди на Оскар е многу потешко и покомплицирано отколку да лобирате во претседателска кампања во Америка. Значи 6.000 луѓе учествуваат во таа некаква филмска академија, некои поранешни, некои се уште активни во филмската индустрија и вие треба да ги заинтересирате најголемиот дел од нив. Прво да го погледнат вашиот филм, значи да сакаат да одвојат време да го погледнат вашиот филм, па да ги убедите во убавите аспекти на филмот, да не речам она што ќе ги тресне на земја, па дури тогаш да се подискачите на првото скалело, значи да дојдете до некаква номинација, да не зборуваме за освојување на наградите. Значи пример е малечок, ама многу е интересен. Филмот на Хавиер Бардем од изминатата година, кој што учествуваше Хавиер Бардем, Beautiful, значи кој што беше надвор од сите категории, се до моментот кога неговата пријателка Џулија Робертс не ги покани луѓето од филмската индустрија кај нејзе дома на една чајанка, па да им каже колку е тој брилијантен. Наеднаш се отворија сите завеси, се тргнаа, значи од филмот стана ремек дело, филмот е навистина добар, меѓутоа ако немате некој да ви го подигне, да го покаже таму кај што треба, се ќе остане залудно. Јас не знам дали
некој има во Холивуд или во Берлин или во Кан, кој што може тоа да го прави за некој македонски филм. Значи, Лабина максимум дава од себе се, значи за тоа да го прави за македонските филмови тешко е, бидејќи такви како Лабина има од секоја држава по неколку. Тоа го прави и Дарко, тоа го прави и Милчо, претпоставувам дека не мислите дека живеат во САД заради климата што им одговара, мислам затоа што се едноставно поблиски до таа филмска фела во која што многу полесно можат да лобираат, да допрат, да направат муабет. Не знам, дај Боже, можеби следната година ќе го имаме Раде Шербеџија, кој што ќе работи македонски филм, па можеби еве него ќе му биде полесно, но сепак лобирањето според мене е клучно, а парите се само дополнително, нели им дава елан да се промовираат себе си. Така што квалитетот на филмот тука е оставен, би рекла, на некакви субјективни вкусови, дали вас ви се допаѓа или не ви се допаѓа, е помалку важно. Значи, завршувам со ова. Кажете ми само што мислите за филмот кој што победи на Берлин, иранскиот филм, па ќе зборуваме за субјективност или за несубјективност. Дозволи да ти одговорам се на контрапрашање. Кои македонски филмови би ги гледала повтор пат? Кој македонски филм, ако добро, Оскарите барат, премногу се фокусираше на Оскарот, не рековме дека таргетот на македонската кинематографија е Оскар. Кој македонски филм до сега заслужил, ако ги издвоиме овие што се, нели, пред дождот, кој што, нели, ги доби сите валоризации за својот квалитет и влезе во таа антологија, во никој момент не спорев дека тоа е квалитетно, очигледно не ме пратеш. Јас реков се после тоа. Те пратев. Значи, кои македонски филмови би ги погледнала повтор пат и заслужуваат да добијат златна палма, златна мечка, златен лав. Значи повторно кажам дека тоа се субјективни проценки за тоа што е квалитет. Јас во принцип не гледам филмови по два пати, освен ако не е на Тарантино, на Вуди Ален или можеби на Сузан Биер од Данска, и тука ама тоа е субјективна проценка за тоа што е добро, што не. Добро, ако е тоа субјективна и се оградуваш, зошто македонските филмови не доживуваат ни комерцијален успех? Во регионот не доживуваат, надвор од Табановце не доживуваат. Затоа што тоа е дел од промоцијата. Не е точно, ма извини ли ако само може да дополнам. Значи, тоа зависи се од продуцентите. Значи не е до квалитетот на филмот, туку до продуцентите и дистрибутерите. Лабина Митевска, која што ја спомнавме како еден од најдобрите во Македонија продуценти во моментов, и незините контакти со Јасумо Тито Велес направи партали на секаде низ нашето соседство. Но со самото учество на Берлинскиот и Торонто филм фестивал, на Берлинскиот фестивал кога беше, кој македонски филм доимал најголема публика? Маја, дозволи само. Јасумо Тито Велес беше откупен од грците, кои што ни се, нели, скарани непријатели ни се во моментов, од Србија, од Хрватска и така натаму. Незиниот исто последен филм со жената која што ги избриша солзите, исто е посетен и гледан во нашите соседни земји. А да не изборуваме за што наградите кои што ги имате освоено во Франција, во Турција, во Русија и така натаму. Игор, знаеш ли кој филм со најголема публика, македонски филм, што најмногу луѓе го погледнале? Доста соопшти описни квалификации. Нема врска тоа. Значи, ја само ги кажувам фактите. Има врска, 100.000 луѓе. Балкан Кан, ако може да се верува на продуцентот на Балкан. За Македонија зборуваш тоа, така? Значи, нема според вашата теза за Македонија зборуваш, ти прашуваш зашто погледнале надвор од нашите граници. Кои се бројките? Абе, посетеноста, ако ја земеш така да ја мериш, тогаш знаеш кои се најпосетувани филмови во Америка? Оние што имаат ванземајци, вештерки и мислам. Па не, добро, пошто не зборуваме за уметничката форма тогаш. Добро, по некаков критериум мора да имаме некаков мериторен систем. Ајде да видиме дали уметнички или комерцијални филмовите. Значи да ги погледнеме прилозите со актерите, па ќе се вратиме на темата. Воопшто за било кој фестивал контактите се многу битни. Дали се работи за фестивал на обична театарска представа на мала сцена па до Оскари. Знам дека баш сега тази случката ми е со Дарко Митревски за трето полувреме, дека разговаравме баш тоа, дека сепак треба да си таму во кругот. Тешко се стига до таму, тешко се стига да ги убедиш новинарите да стигнат па да напишат нешто за тебе. Значи тоа е, не можам да кажам, не е тоа машинерија, туку тоа е еден вител во кој што ќе влезеш и за да едноставно те isfrли негде, нели, тој вител како се врти муабетот за тебе, одеднаш те isfrли што значи лобирање. Во тоа
не знам колку сум јас компетентен затоа што тоа е сепак од позади камерите, нешто што се случува. Лобирање значи на кој начин ќе стигнеш до некој новинар, критичар, и на кој начин ќе стигнеш твојот филм да се прикаже на тој и тој фестивал. Се повеќе и се подобро работат продукциите на тој план во однос на лобирање и на маркетинг. За пофалба се лабинајте на тоа поле многу. Во поглед на тоа исто за пофалба морам да кажам дека и Дарко Милчо Манчевски, кој што тоа го направи уште 94-95 година, значи филмот стигна до Оскар, ама не можевме со Никита Михалков да се избориме. Денешните, така да кажам, демократски филмачи што живеат у демократска Македонија имаат тој проблем дека се со многу позаробени умови од оние што биле пред 30, пред 40 години. Иако нели сакаат денес љубат многу да зборат дека тоа време било тоталитаризам, меѓутоа ајде викам нека сними некој, што знам, ги наброев 2-3 македонски филма, ајде нека сними некој еве една обична приказна, нека сними Тесна кожа. Да не збориме за Макијавеев, за такви некои експериментатори што били у тоа време. Ајде нека сними Маратонците го трчаат по честниот круг. Мислам, ме разбирате каде цели мојов муавет. Тоа многу ми смета што денес, например, последниве 20 години, значи зборам за филмовите што се снимени, нивната динамика е проблематична у поголем дел од филмовите. Искрено сите ги немам изгледано, далеку од тоа дека некој ги имам изгледано до крај, значи некој не сум можел да ги изгледам баш заради таа динамика која што паѓа на места кај што не би смело да падне. Тука има проблем со приказните, значи со самите сценарија, колку се доследни, колку се недоследни. Има проблем со поделата на улогите. Например, тоа што е актуелно, например, мене многу ми смета кога ќе ја загубиме дозата на самокритичност, кога ќе се нафураат сите медиуми дека се прави некое големо дело кое што досега нели не е видено во светската кинематографија, дело од кое што нели Серджо Леоне би позавидел, или Хичкок, или не знам кој тамо, или Тарантино. Ако ќе го видиш крајниот производ, затоа е разочарувањето уште поголемо. Значи, две работи, да се надоврзам само накуса на Сашо. Значи, прво, според вашата теза, односно според таа теза што многумина филмаџи или работници во филмската индустрија во Македонија што ја користат, тоа што споминуват дека лобирањето е клучно и политиката или не знам теориите на заговор, тоа е за мене чисто оставање простор за оправдание однапред дека ние што и да правиме нашите филмови нема никогаш да успеат бидејќи сето тоа е лобирање, политика, пари и така натаму. Со тоа е фактичко не се оправдуваат пред себе си целата македонска јавност, а второ, значи Ма не дека не е така? Не можеме да знаеме, не можеме да, значи глед, вие зборите преска дека бизнис било, окей, може да е бизнис, меѓутоа ниту една фирма нема да поддржи, ниту една лоби група нема да поддржи неквалитетен филм ако знае дека не може да извади пари од него или награди од него. И па зошто го прават? Повторно доаѓаме до клучното според прашање, вашите критериуми, според овој муавет испаѓа дека ниту една награда не е релевантна, него дека сите награди се само лобирање. Па голем дел се лобирање. Значи ниту една награда филмска не е релевантна според тоа. Затоа што повеќето филмови се неквалитетни и резултат се наградите само на лобирање. Па не дека не се квалитетни филмовите, значи квалитетни се секако филмовите, не можеш да кажеш дека најквалитетните филмови во изминатава 2013 година се само овие 8 или 9 што ги видовме и тоа е тоа, другите ништо не работеле. Во Европа филмови боже пази да се снимале, мислам тоа нема шанса. Или Азија има феноменална продукција на филмови. Од 1920 година, значи Азија до денеска, значи имаат освоено само 4 Оскари. Ама зошто значи затоа што имаат освојуваат во Кан ги освојуваат? Значи освојуваат, сакам да кажам дека имаат одлична продукција, немаат лоби. И тоа е тоа. Тоа не значи дека они прават лоши филмови. Добро, ако не можеме Оскар да освоиме со овие филмови, зошто упорно ни бегаат европските фестивали? Како тоа за пред дождот кој никој не лобираше, ги доби сите знаеш па ти дека никој не лобираше? Па се знае колку државата колку вложила во тоа. Ама зашо не значи државата дека треба да лобира? Значи тоа си постојат филмски релативизирате квалитетот на филмот. Милчо си работи. Добре, ве си постојат. Зашо филмските продуценти не трзнуваат на нашите филмови ако се толку добри? Трзнуваат. Јас сакам само да прашам зошто сметате вие дека Зашто не се инспирираат да ги промовираат? Ајде.
Како ќе го аргументирате тоа? Нашите продуценти не ги Голема е промовираат конкуренцијата. своите Странските филмови. продуценти, странските дистрибутери кои што нормално ќе ги промовираат се. Повторно, Зошто тука не е ги сега прашање пари и политички од контекст, јас ќе се надоврзам Ама на оние што ако- Ели го зборува. Ничија земја те праша зошто мислиш дека го освои Оскарот за најдобар И дали ти го филм, догледа до и дали крај? го догледа до крај. Да. Да, го Сега го догледавме. догледавме Ние- сите, да, точно значи, го сега ги догледавме. вадите скроз Но од сега контекст сака да работите. ви И кажам поентата со зошто е сценариото- даден тој филм награда за Оскар е даден на тој филм. На филм со таква Со тематика. таква тематика, Значи, зашто сега се вие случува навлегувате во во Босна и зашто е во субјективизам. Вие не е навлегувате- субјективизам, тоа се реални факти Ама на знаете политички како- контекст чекај. и од каде луѓето може Добро, па и продуцентите Балдин странски да Колумбайн земат доби пари. Оскар, ама тоа се историски настани кои што во контекстот се добро направени, добро пренесени и секојаш има и секојаш ќе има. Уште едно прашање, Значи, зошто испаѓа дека не мислите сме- дека артист требаше лани да добие награда за најдобар филм, а не Midnight in Paris? Ама не знам зашо- Например, Ама Много така? е, види, много не- е смешно пак го кога гледам, пак ги гледам македонските и ги правиме режисери ги паралелите. споредуваш со Тарантино. Не е Мислам прашање дека тоа. не ја свати поентата прега со сценариото. Јас Зашто реков не? ги оправдувам режисерите што сами си пишуваат сценарио, затоа што немаме добри сценаристи и затоа што државата не вложува во развој на сценарио. Значи од тие 4 милиони и 400 илјади евра, не се ни 20.000 евра не се вложуваат за да се развива сценарио. Ние немаме добри приказни. Тоа е, јас го детектирам како најслабата алка. Исто така, многу познавачи ќе кажат, актерите наши глумат исто и во театар и на филм. Не може во светот да одиме со изговори, никој нас не сака, никој за нас не лобира, ние сме мали. Добриот производ сегде сам се продава. Исто како и со адвертайзинг. Вие можете да важен со сценаристот. феноменална реклама да продавате лош производ, но тоа нема да ви пројде. Ќе ви пројде еднаш, но нема да ви пројде втор пат. Исто е и со филмот. Добар филм ќе биде препознаен. Не треба да се повикуваш на источната, на азиската кинематографија, затоа што таа ги добива сите валоризации и признанија во Европа, на релевантни фестивали, во Берлин, во Кан, да не се повторуваме. Добре, деве и ние имаме Меѓу- сериозни обиди за Европа. Сериозни Треба да се- обиди да не приметат, да Не, не забележат. апсолутно не е дека не не е така, приметува. мислам, ова е Значи, скроз- да ги скроз погледнеме добро. сите изданија на Варајато каде што учествувале наши А, филмови, Игор, па ќе јас ти ги кажав, тоа ти е Лига дискутираме Европа. тие теми. Значи тие фестивали се Лига Европа. Нас не нема у Лига на шампиони. Ама не е точно, кога имаме филмови, имаме сега оваа година само трето полувреме е завршен и затоа никаде не немаше на последнава година. Инаку до минатата година со сите филмови сме учествувале. Дали во главна програма на Берлински филмски фестивал, дали во панорама Ама што е наградите кај се? од Пак Берлински е филмски прашањето, фестивал. каде се Ама награди? пак и таму Значи, се парите очигледно во за вас прашање. доволно да Парите се и учествува, политиката не и е важно да се лобирањето. победи. А Добро, тоа не е доволно добро. Добро, да завршуваме за следниот, односно за продолжението на Зебра ќе имаме релевантни гости кои што се занимаваат и се дел од создавањето на македонските филмови. Ми го изнервиравте, Игор, во овој дел. Мораме да завршиме. Ми благодарам за учеството. Се гледаме во петок. Да ќе дигне температура. Дигнаме ги.